Цели 2 недели, 63 годишниот Владе Маđarски од селото Лакавица не јадел ништо. Владе е речиси неподвижен со преживеани 3 мозочни удари и е во тешка здравствена состојба. На него кратци му го украле телефонот и тој не можел да се јави на најблиските за да му помогнат. Мене ми кажаа комшиите, ми звонија и кажаа дека бил нападнат и полиција имало у саботата и брза помош. А он ништо не знае да каже. Телефонот му бил украден, тоа ми го кажа. Вчера се пожалил, таму кажувал дека картичките од банката му биле земани. Преска го јас прашував, вика картичките ми се тука. Не знам, немам поема што се е случувало, како се е случувало. Сега Владе е во домот на неговата сестра Стојанка Фимкова, која се грижи за Владе повторно да закрепне. Сега направи еден стави го да се излади, да му дам да јаде. Сабајле му даде праски му излупи, оди купи му леп, ако сака час да седе, да преноќева, нека преноќева, ако не ќе го испратам, нека си оде. Што можам да направам друго? Немам дека да го држам јас. Те таа соба и таа таму се. Таа е детската соба таму што е. Таму се сино и снаата, ние тука живееме 5 души. Деца кога ми дојдат некои гости, јас пијам на земја. И децата ќе ги ставам со мене, немам дека да го ставам. Јас да имам дека не ги ни питам ни, ќе го земам. Ама немам дека. Потржи вода, јас му даде една чаша вода, ама со голема мака ја испи. Водата не може да ја гътне. А јадењето, каде му е? Иако сега Владе е во сигурни раце, неговата иднина е прашална бидејќи поради друг тежок здравствен случај во семејството на сестра му, тој кај неа долго не може да остане. Има проблем со здравието, не може да се движе, тресе се, оде сам до продавницата, ќе налета некое возило, ќе го сгазе, улица е сепак тоа, добро треба да се пази. Од овие причини, Стојанка бара помош од институциите за негово згрижување. Па да ме сместат најпрво у пензионерски аул, кај мене дома да дојде лице. Еве, у пензионерски, ако може да се најде некоја соба, нека го преместа таму. Нека го става таму. Тука е поблиску. Јас сум секој втор ден из Чарчи